сега веќе време да го напуштиме студиото. На линково утро имаме Ирена, инаку ќе зборува за донаторска акција. Така, да. А утрово, меѓу другото, со оглед на тоа што нели е среда, среќен ден, споменавме дека се многу посредни оние луѓе кои што донираат, кои што даруваат, кои што помагаат, отколку оние кои што само примаат и добиваат. Така што нека се шири таа среќа. Ајде, Ирена, добро утро. Добро утро, Искра. Многу убаво кажа. Поздрав до тебе, поздрав до нашите гледачи. Ова утро ве поздравуваме од центарот на Скопје, од просториите на книжарница Илика, каде што ќе зборуваме за редонаторска акција, која што втор пат се случува, првиот пат беше лани, а оваа година се случува по втор пат. Веќе оваа акција трае од 18 август до 18 септември, а самата редонаторска акција ќе се случи 26 и 27 септември. Ова утро разговараме со Марија Велинова, која што е организатор на Рекултура. Марија, добро утро. Благодарам што утрово ги отвори просториите на книжарница Илика за нас и за нашите гледачи. Накусо за почеток да ни кажеш за каква донаторска акција станува збор, ке се донираат книги, стари плочи и стари CD-а. Да, добро утро и добре дојдовте во Илика. Всушност станува збор за донаторска акција која што се случува во рамки на фестивалот за младинска, алтернативна и критичка култура, насловен Рекултура. И донаторската акција се состои од донирање на стари книги, плочи и CD-а. Па така решивме сите оние кои што имаат стари книги кои што им зафаќаат простор дома, бидејќи знаеме дека книгите се трупаат со текот на годините и откако се прочитаат немаме што да им направиме. Решивме да ги поканиме сите да ни ги донираат нам, а ние на 27 септември ќе организираме базар на кој што ќе бидат изложени сите нешта кои што ќе ги добиеме, како книгите, така и CD-ата и старите плочи. Всушност, тие кои што сакаат може да ги донесат своите книги, плочи и CD-а од 18 август почнавме до 18 септември. Каде? Во кафе книжарницата Илика, односно овде, да, во градскиот ѕид, во кулите се наоѓаме ние и работиме од 8 до 1 часот со мала пауза и потоа почнуваме од 5 до 10 часот навечер, од понеделник до сабота. Значи, сите стари книги, стари CD-а, стари плочи, веќе акцијата е во тек, до 18 септември се носат овде во Илика. Меѓутоа, она што е значено да се каже дека средствата ќе се наменат исто така за следни фестивали, така? Да, така е. Всушност, ние собираме средства за Сдруженијето за афирмација на младинската култура, Култура Бета, и сите средства кои што ќе ги собереме, понатаму ќе ги вложиме во организација на настани и изданија, кои што ќе ги организира нашето здружение, а се посветени на младите, односно се обидуваме да створиме една платформа каде што лесно ќе може да пристапат младите луѓе, ќе им оставиме простор да се покажат, да започнат со своите уметнички кариери, така да ги наречам. И исто така, како што направивме лани, успеавме да собереме доволно средства и да го издадеме ова списание, наречено Тригер, кое што е списание за општа култура, а воедно ќе се случи промоцијата на списанието во рамки на овогодинешниот фестивал. Одлично. Значи, средствата се за следни фестивали, за следни настани. Морам да ве пофалам дека како млади луѓе сте многу активни, не само летниот период, туку низ годиниве. Јас ве следам и лани и оваа година организирате многу фестивали, а со сето тоа ја подигате и свеста кај младите за повеќе читање и за афирмација на книгата и на убаво пишаниот збор. Илика работеше цело време. Овдека е собиралиште на млади луѓе кои што сакаат кои што го сакаат убаво пишаниот збор. Ке ни кажете покрај оваа акција што друго работевте летово? Да, па идејата нам ни е да создадеме можност заедницата сама да ги креира тие културни настани, воедно да помогне со оваа донаторска акција, да помогне да се случуваат повеќе нешто во градов, а и низ Македонија. И затоа соработуваме и со кафе книжарницата Илика и Буквак, каде што ќе се случува фестивалот. Впрочем, овие две кафе книжарници се огромно сврталиште на младите луѓе и
овозможуваат да некако на лесен начин да се упатиме и да го креираме тоа што ќе ни дојде на ум. Можам да кажам дека голем дел од публиката која што доаѓа на нашите настани, како и во овие две кафе книжарници, се млади луѓе, а за тоа кажува и тоа што во издавачката програма Нелика, впрочем, го отворивме и го затворивме летото со две збирки поезија од млади автори. Првата е Кјумур, смокви, млеч од Стефан Спасовски, која што се промовираше на почетокот на јули. А сега, за некоја недела, од печатки излезе и стихозбирката Антисвет од Ана Тодоровска, која што ќе има својата промоција некаде на средината на септември. И така, друго што се случуваше ова лето и што ни е важно нам во Илика е тоа што излезе и романот Годините на француската нобеловка Ани Ерно. Ова е нејзино капитално дело во кое што, освен тоа што ја истражува својата историја и раскажува големи настани од нејзиниот живот, сето тоа го става во контекст на светската историја и поминува низ декадите така што ги опишува големите случувања и ги поврзува со тоа како таа и останатите луѓе во тој момент се чувствувале во француското општество. Можам да го споменам и романот Тирза од холандскиот автор Арнон Грумберг, кој што ни гостуваше во текот на јуни и при тоа во склоп на неговото гостување направивме промоција на книгата и читателски клуб на кој што дојдоа меѓу другото и млади читатели кои што сакаат да се запознаат и лично да му постават некои прашања кои што ги разбудил овој роман кај нив. Има интерес од минатата година за овој фестивал Рекултура, па затоа и оваа година организирате. Накусо имаме уште една минутка додека да се исклучиме од ова линковско вклучување. Кои се идните планови, што по Рекултура, што ќе биде следно? Да, па Рекултура е еден од поголемите настани кои што ги организираме во годината. Впрочем, тоа е фестивал и секако до крајот на годината ни следуваат уште неколку настани како поетски читања. Најчесто завршуваме со поетско читање, но исто така и потоа следува нашиот роденден. Култура Бета ќе слави 6 години постоење и тоа е некаде на почетокот на следната година во февруари. Ќе ги следиме овие ваши настани, ќе ве посетиме сигурно на фестивалот Рекултура кој што ќе се случува во книжарница Буква. Марија, ти благодарам за ова линковско вклучување и ви посакувам многу успех како млади луѓе. Читајте, пишувајте, поддржувајте младата, младинската култура и сите млади кои што сакаат да пишуваат, ама не само да пишуваат за себе, туку и она што е напишано да го издадат. Благодарам, поздрав до целиот тим кој што стои за Рекултура, значи да ги поздравиме книжарница Буква и книжарница Илика и секако Култура Бета кој што е организатор на самиот фестивал. Фала ви вам. Благодарам. Ние почитувани се одјавуваме од овде, од центарот на Скопје, од кафе книжарница Илика. Ако Искра имаш некое дополнително прашање, слушам, ако не, да се поздравиме. Имам честитки по повод 6-тиот роден ден. Однапред да им го честитаме на Буква. Ти благодарам многу, Ирена.